Господине Васев, собрав еден куп материјали тука заради тоа што скандалот се состои од две компоненти. Едната се однесува на пациентите, ама другата се однесува и на финансиските импликации направени кон државата. Знаете, сега се актуализираше моментот дека долговите на УКРО ќе бидат затворени од страна на ФСОМ, ама тоа во практична смисла е како да имате дете што е коцкар и владата сега ќе му даде повеќе пари за да ги затвори долговите кои што ги создал со коцкање. Не да ги стопира процесите, тука едноставно ќе му даде уште пари. И сега во патеката на парите јас имам неколку прашања. Првен, да, стручниот колегиум е многу битен поради тоа што само тој можел да формулира листа на лекови кои што вие сте ја проследиле до Министерство за да прави групна набавка. Арно, ама, иако е опишан во статутот, во член 5, како и во деловникот на Универзитетската клиника за стручен колегиум, таков не постоел. Дека имало одлуки на управен одбор и тоа е малку тешко, и немало седница од 25.2. до 5.7.19, она според документацијата која што е доставена на анкетната. Доколку има нешто што не е доставено, тогаш директорката ќе одговори на тие прашања. И на крајот стигаме до како се формираше примерната листа 19 година. А ова е табеларен приказ на сите дописи од 18 кон 19 кои што ги имала вашата клиника кон МЗ за барање на терапија. И секој е различен од претходниот. И по тип на медикаменти, и количина на медикаменти, па некои и јачина на медикаменти, многу интересно. А за бројот на пациентите да не зборуваме, бидејќи флуктуирал од 4 до 37, особено за одредени медикаменти кои што гледам стануваат актуелни денес, а не 21 година. И тогаш се појавува еден список, односно предмет задолжение од 19.6.18 од Министерството за здравство, во кое што задолжение сте листирани и вие, вашата клиника. Првен е од правна гледна точка, може би правниците ќе коментираат тука од колегите, вели да го одстапите буџетот за набавка на истите, сте требале да одстапувате буџетот, такво нешто не постои. Вие не сте го одстапиле буџетот, туку бил ставен на располагање за правење на групната набавка, понатаму сте си правеле поединечни. Меѓутоа, главниот момент што мене ме интересира е како Министерството на толку дописи од вас и други клиники, нели за правење на групна набавка, реши да ви достави ваква техничка спецификација по нивна одлука, не прашувајќи ве вас, не е сублимат од клиниките, во кој што вика пополнете ги количините. И поради ваквите документи, а и немањето приод до некаква следственост на настаните, можеме да заклучиме дека има политички триаголник и дека има политичка одговорност. Моje лично мислење, не на анкетната, моje лично, дека тука имало подавање на врела финансиска топка помеѓу министерот, директорот на ФСОМ и директорите на клиники. Арно, ама топката пукнала кај вас во раце и сега очекуваат вие да сте виновен за се. Првото прашање е, дали знаете по која листа се правеше спецификацијата за групната набавка во Министерството? Моето второ прашање е, дали ми е точна предпоставката за врелата финансиска топка помеѓу големите играчи кои што пукна во ваши раце и која всушност беше причината за вашето разрешување? И третото прашање е, што се случува и денес на клиниката? Дали денеска продолжува праксата на луди набавки и распределби и реверси и терапирање без стручен колегиум или работите се поинакви денес?